Пратеник од партијата на украинскиот председател Володимир Зеленски беше тестиран на детектор на лаги, откако Зеленски упати апел до пратениците да го сторат тоа поради обвиненијата за корупција. Олександар Дубински од партијата Слуга на народот на председателот Зеленски тестот го пренесуваше во живо на интернет. Предходно, Давид Арахамија, лидер на парламентарната фракција на партијата на председателот, им најави на новинарите дека ќе одат на детектор за лаги. І наше зараз завдання, по-перше, зняти всі можливі звинувачення зі всіх слуг народу. Я впевнений на 100%, що всі за бажанням пройдуть поліграф. Тоа, како што додаде, ќе биде нова реалност во Украина. Зараз починаємо нову традицію. Я вважаю, що це важливо, демонстрації прозорості влади, тому що ми отримали стільки відсотків довіри від наших виборців, і буде дуже соромно зараз цю довіру якимось чином поплюжити. Тоа се однесува на сите пратеници од партијата на Зеленски, кои се членови на специјалниот комитет, што ги разгледува нацрт законите во борбата против корупцијата. Според извештаите, пратениците на овој комитет наводно земале мито за да блокираат закон за спречување на корупцијата, чија цела е регулирање на пазарот на недвижнини. Предлог законот се уште не помина во парламентот. До сега законодавците не се соочуваа со никакви обвинувања, но истражителите покренаа истрага откако новинарите и блогерите објавија наводи за евентуални кривични дела. Ако овие проверки пронајдат дури и најмала можност пратениците да ги земале парите, тогаш антикорупцијските власти треба да се справат со овие пратеници, напиша Зеленски на Фејсбук. Подоцна Дубински, кој е член на комитетот, го иметуваше во живо неговото тестирање. Дали лично гласавте против овој закон во замена за мито? Го праша експертот кој го спроведува тестот. Дали некој ви вети дека ќе ви плати за гласање против оваа сметка? Продолжи тој, откако пратеникот одговори не на првото прашање. Не е јасно кога сите инволвирани пратеници ќе го полагаат тестот на детекторот на лаги. Зеленски, поранешен комичар, победи на председателските избори годинава на програмата советување дека ќе искорени корупцијата. Според Transparency International, Украина е рангирана на 120-тото место од 180 на индексот за перцепција на корупцијата. Тоа е далеку подобро од Русија, која е на 138-то место, но сепак многу заостанува зад нејзините соседи од Европската унија.